Добро вечер. Недела, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова емисија е еден дел на еден серијал на тема кој ќе победи на изборите, дали ќе победи СДСМ, дали ќе победи ВМРО ДПМН, дали треба македонските граѓани да доверба на тие две партии кои 30 години владеат со Република Македонија и дали не е дојдено времето да ставиме крај на таа курто-мурто варијанта во Република Македонија. Имам снимено неколку интервјуа, гледате дека сум облечен во иста облека, да не помислите дека сум член на комунистичка партија на Кина, па носам исто облечено во сите интервјуа. Тоа е еден серијал на интервјуа кои се во еден или во 2 дена снимени. Мисля да направам една емисија, меѓутоа сите интервјуа се толку добри, почитувани гледачи, што ќе морам да направам барем 2 или 3 емисии за да можам најглавните поенти од тие интервјуа да ги пласирам во емисијата во Центар. Вечер во еден дел од интервјуто со Јове Кекеновски на тема кој ќе победи на изборите, дали ВМРО може да освои повеќе од 60 пратеници, што ќе правиме со името, зошто дојде до ова политичка криза во Република Македонија последните 5 години и како да излеземе од целата таа ситуација. Значи интервју со Јове Кекеновски, одлично интервју, ќе има неколку парачиња од другите интервјуа кои ќе ги презентираме во наредните неколку недели, 45 минути да ми верувате, одлична емисија. Кекеновски многу не го сакате ни Заев ни Мицкоски. Немате убаво мислење ни за едниот ни за другиот. Значи, јас апсолутно не треба да ги сакам, туку ги кажувам своите ставови врз основа на факти. Како да ги сакате кога едниот ви е амнестиран, кој ќе доаѓа на власт со помош на нелегално прислушување разговори и при тоа, рушејќи го претходниот режим, едноставно ветува се и се што од тоа да не излезе ништо, значи се спротивно. Од друга страна имате еден натурализиран ВМРО-вец кој што од некоја друга политичка партија Што подразбирате по натурализиран ВМРО? Тоа значи дека човекот кој што не бил ВМРО, кој што бил во други политички партии и водејќи се од својот прагматизам, влетува во одреден период во партијата, успева успешно да се докопа до највисокото раководство, при тоа верно да му служи и со заминувањето нивно од власт, тој едноставно ќе треба да ги испере сите нивни гревови, по можност дури и да ги врати во државата бегалците и неговите патрони. Кекеновски, имате некој сознание дека е натурализиран ВМРО-вец или од некој кафански шпекулативни мабети? Дали имате некои сознание, некои факти, врз база на што би го темелиле тоа, бидејќи тоа е тешко обвинување? Да, тешко обвинување. Јас го слушам неколку пати каде што така дури би рекол бесрамно говори дека бил член на Унијата на млади сили, меѓутоа мене колку што ме држи сеќавањето, а добро ме држи сеќавањето, на времето тој беше представник на Либерал-демократската партија, токму на изборите за председател на Унијата на млади сили и после по која основа како е на студентски веројатно. На студентски, така. Студентски избори, да. Одамна беше Васета, многу одамна беше, така да не се сеќавам, меѓутоа чинам дека добро ме држи сеќавањето токму во овој сегмент. Значи, така да не може да сега во оваа ситуација да се прави поголем патриот и постојано да се шлепа на грбот на патриотизмот, при тоа манипулирајќи го постојано своето членство, впрочем и сите граѓани на Република Македонија. Значи Горан Милевски се спаси, ако се останеше Мицкоски во ЛДП како што велите, може ќе беше лидер на ЛДП, не може да биде Горан Милевски од Битола. Па со оглед на амбицијата која што ја покажи и со оглед на фактот дека лесно се прилагодува на политичките раководство на политичките гарнитури, не би ме зачудило не само во ЛДП, во иднина ако дојде до некои тектонски поремитувања на политичката сцена, да го видиме можеби и лидер во иднина и откако ќе биде разрешено во ВМРО ДПМН, па и во лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Има една работа, ако би сакал со ова да искоментирам, не го имам споменато тоа или немам направена анализа на таа тема, во моментот кога Никола Груевски размислува да се повлече од лидерско место во ВМРО ДПМН, тој после локалните избори 2017 година се спомнува многу имења. И Никола Поповски, Илија Демовски, Антонио Милошевски, така натаму и така натаму. Меѓутоа, луѓето кои ги познаваат работите велат дека во финалето се кршел изборот помеѓу две имења. Едното е Христијан Мицкоски, второто е Емил Димитриев. Емил Димитриев беше технички премиер, една година без малку беше технички премиер, имаше одлични релации со тогашниот американски амбасадор господинот Бейли, а имаше одлични релации со оваа олигархиска структура околу Хари Костов, оде заедно на лов без снимање во Источна Македонија, така натаму и така натаму. Значи Мијалков, Груевски и таа екипа, нели, која одлучуваше во ВМРО ДПМН, размислуваше дали Мицкоски
дали Емил Димитриев на крај се одлучи за Мицковски. Зошто се одлучи според вас за Па јас Мицковски? навистина не знам, ги немам овие информации, меѓутоа факт е дека за Емил Димитриев сиве овие години и впрочем тој беше 5 или 6 месеци технички премиер и не слушнавме Скоро 12 месеци. не слушнавме ниту една афера да излезе за него и ако говориме од тој аспект, сигурно дека е направена огромна грешка ако бил веќе во комбинација Емил Димитриев, зошто да не би бил тој, бидејќи очигледно проработеле некои други критериуми кај Груевски, очигледно тој чувствувал повеќе сигурност во Мицковски, дека ќе биде подсврст во одбраната и на сето она што му се случува, за разлика од Емил Димитриев, кој што сепак е помек како човек и покомпромисен како човек. Да, и еден од ретките кој нема кривична пријава, еден од ретките кој не беше гонет од СЕО или од јавното обвинителство. Да, тој долго години беше заменик министер нели во одбрана, па потоа технички. Да, еден од ретките за кој нема кривична. За кој што нема, па и не слушнавме некоја афера во јавност. Немаше афера, нешто вработал таму родни некој был премиер, меѓутоа тоа не влага во дел на некоја кривична одговорност или кривичен прогон. Господине Кекиновски, вие го рушевте Никола Груевски. Бевте незадоволени од Никола Груевски. Некаде бевте во фонот на една екипа која сметаше дека треба да се направат промени во врвот на ВМРО ДПМН, дој нова структура во врвот на ВМРО ДПМН. Вие како Јове Кекеновски како Роден заедно со ова амстердамска тројка, предводена од Никола Димитров. Па за жал или за среќа, не знам, мене ми е како да ми е судено да бидам секојаш да се борам против аномалијата, против невистината, против никако на власт да неправдите. Ама никако на власт да дојдете. Па не е битно дали, што се направите на власт. Јас сум реализиран човек и нема потреба да дојдам на власт. Меѓутоа сакам партијата во која што сум со чија што помош сум се експонирал и во јавноста, со која што навистина сум сакал, сум делил одредени исти вредности, сакам да биде партија која што да ликува. Впрочем, сметам дека обврска на секој совесен граѓанин на оваа држава, а доколку членува во една политичка партија, да се бори таа да биде честна, чиста и да извади државата од овој кал во кој што сме заглавени повеќе од 30 години. Кога говорите еве како вели амстердамската тројка, са малку тројка, знаете. Не звучи убаво, са вас не ви личи тројка, нели, како конзервативни, како припадници на конзервативна партија, тројки, двојки и така натаму. Апсолутно. Еве насловот е индикативен. Амстердамската тројка заедно со форумот на Кекеновски ќе го спасува ВМРО ДПМН од Груевски. Ја не знам дали го спасувате ВМРО ДПМН од Груевски, но со овој од амстердамската тројка тој го продаде името на државата. Имате грижа на совест што бевте дел на таа групација амстердамска тројка. Не, апсолутно не можам за рушење на Груевски. Не, вака сега да не ги именувате тезите, Кекеновски ниту бил амстердамска тројка, ниту ќе биде амстердамска. Заедно со амстердамска тројка. Значи вака, таа амстердамска тројка е повеќе isforsirana од одредени медиуми кои во тој период, јас навистина не знаев, биле блиски до еден од членовите на таа амстердамска тројка. Ама госте снимени тука гледате. Да, тоа беше едно. Еве го Самуил Малчевски. Да, тоа беше едно видување. Еве во Страдина, еве Никола Димитров. Вино позади, фина една позадина направена позади. И јас реков овие луѓе. И лична позадина. Па ваква екипа ни Доналд Трамп нема ваква екипа околу. Знаете што очигледно ја реков мајка ќе расплачете, вие не само Груевски има. И председател на Обединените нации ќе ставите си, реков ја. Бојан. Знаете што беше основната суштина? Јас навистина не ги познавам доволно. Значи, од таму имам позитивно мислење за Лазаревич, со кој што му помогнавме да формира едно свое здружение откако се распадна таа тројка, меѓутоа навистина не ги знаевме задкулисните игри на Никола Димитров, кој што во тој период се представуваше наводно гонен во Моровец, а во позадина цело време комуницирал со Социјалдемократскиот сојуз. Не предпоставивте? Па не сакав апсолутно да размислам во таа насока дека некој ќе влезе да одработува за Социјалдемократскиот сојуз. Впрочем тоа и се покажа, тој се покажа на нивните митинзи каде што говореше, каде што неговиот татко Димитар Димитров дури стигна до функцијата потпредседател на ВМРО ДПМН. Не криеше дека е на пробугарски позиции. Значи повеќе од јасно. Да ве подсетам дека и мајка му беше на видни функции. На видни пратеничка беше 20, едните беа во Америка амбасадор, другиот беше во Русија и така. Дури Никола Димитров по враќање од Америка
кај што Бранко Цренковски му го продолжи мандатот кој му имаше заедно Борис Трајковски, беше номиниран да биде амбасадор и во Русија по одби во поставен момент. Така е. Значи станува збор за човек. Беше долги години, нели, заменик министар или беше советник на председателот на за надворешни Борис работи, Трајковски. заменик министар за надворешни работи. Очигледно луѓето се водат од одредени лукративни причини. Како искусен човек, вие не можевте да не претпоставите дека тој човек комуницира и со СДСМ. Доаѓа од Холандија, значи Амстердамска тројка, значи некој го праќа од Холандија во Македонија. Велика Британија прави тоа што прави заедно со Италија со бомбите. Холандија секогаш ги одработува во наводници Балканите. Во оваа позиција сигурно сме сите и поумни, и посвесни, и потрезвени, меѓутоа факт е дека во тој период и тоа беше една и единствена средба со него. Повеќе од кога видовме дека тој комуницира постојано со Заев и со неговите структури, повеќе од јасно дека ние немаше потреба со него што повеќе да бараме. И така и се случи. Ние продолживме самостојно да функционираме, го направивме форумот на Слободумни, понатаму Фроден го направивме и функционираме во таа постава. Инаку имаше и други обиди, каде што се обидува и дел од така наречените реформаторши да се приклучат на Фроден, меѓутоа очигледно и тоа беше со краток див. Имавме искуство едно друго негативно претходно, па пред време ги прочитавме сите така наречени реформатори кои што се обидува. Гледате, лидерот на реформаторите, Александар Михајловски, сега е главен адвокат на Јордан Орце Камчев. Така. И кога се свртите наназад, вие гледате дека целата таа оперета не само што е добро режирана, туку е одлично режирана. Значи, како еден исти центар да сакаше да ги поклупи сите структури, од Амстердамска тројка, од реформатори, од не знам бойкотирам, од сите структури да ги има. Значи во право сте заситени, освен значи добро е што не го споменувате во тој дел Фроден, кој што остана најчист и доследен до своите ставови, кој што не подлегна на ниту еден притисок кој што сигурно ги имаше. Меѓутоа не направивме за жал успех. Политичка партија. Не направивме. Не собравте веројатно потписи. Не, апсолутно не се ни обидовме. Имаше најава. Знаете што? Најавата е од петок нова политичка сила во земјата, Фродем на Јове Кекеновски. Па ние сме политичка сила во принцип политичка сила, меѓутоа не сме правен субјект, потоа не сме регистрирана политичка партија. Инаку факт е дека и на овие избори ќе се обидеме да се појавиме во форма која што дозволува законот, за да се појавиме се со цел да докажеме дека во ВМРО има честни луѓе кои што размислуваат за иднината на државата и кои што сакаат една нормална, современа и демократска држава, за разлика од сите овие кои што ги споменавте доста. Јас чувствувам малце вина, можеби поради мене не станавте сериозна политичка партија, бидејќи во тој текст кај што вели во петок нова политичка сила во земјата Фродем на Јове Кекеновски има еден дел кај што се потенцира дека Сашо Тасевски најверојатно ќе биде лицето задолжено за контакт со јавната сила. Сашо Тасевски го напушти интервјуто со мене, му заврши политичка кариера, така што чувствувам грижа на совест дека можеби сум и одмогнал да станете респектабилна политичка партија. Сашо Тасевски си е личност, нели, актер кој што според мене има исправни ставови, меѓутоа тој уште во самиот старт се повлече од Фродем и верувате дека од првата гарнитура и замисла која што беше Фродем да само го стави директор на Драмски театар, веде директор на Драмски театар. Да, меѓутоа тој не сте биле може кадровска база на ВМРО, но сте биле кадровска база на. Знаете што, очигледно јас правам некои грешки бидејќи во старт кога говорам со луѓето, кога се договараме да политички действуваме, чинам и сакам да им верувам на она што го говорат. Од една страна, од друга страна чинам дека се исти сите и размислуваат како мене и дека ќе останат упорни и доследни во борбата до крај. Кекеновски, ако сте направиле грешка со Никола Димитров. Многу грешки сакате да кажете. Многу грешки се прашање ова што го зборите. Како да ви верувам дека не е грешка, дека е вистина? Бидете сигурни, бидејќи зад мене апсолутно не постои ниту една црна дамка во мојата кариера. Второ, ако ги гледате ставови, сте буквално принципиални и доследни од првиот ден до последниот ден и верувате дека ќе биде така и во идне. Ви го должам делот за Никола Димитров или Димитров and Company, односно фамилија Димитрови, кои све функции ги имале во ВМРО ДПМН, зошто не му се исуши раката, како што велеше стариот Димитар Димитров на тој што ќе го смени името, тоа го направи неговиот син. Значи, делот за Димитров, кој ви го должам, некаде 5-8 минути со Кекеновски разговаравме на таа тема, во продолжение од 1 или 2 минути. Вие осомината, да, што гласа, тие не се ВМРО? не се ВМРО.
И како не се ВМРО? А на чија листа стана пратеници? Па види, имало какви не луѓе кои што во даден момент ја свртиле, конвертирале, ја смене. Никола Димитров беше ВМРО-овец. Никола Димитров има таква кариера направено животна. Никола, актуелниот министер, и татко му, и мајка му од ВМРО ДПМН, се што направиле од ВМРО ДПМН. Го прошетаа светот, амбасадори, цела фамилија, пратеници. Татко му викаше раката да му се суши на тој што ќе Така е. Во даден момент, овие 8 пратеници. Сега Никола Димитров ВМРО-овец ли? Овие 8 пратеници, некои од нив по 2 пати биле пратеници во македонскиот парламент. Значи се тестирани. Значи поминале филтри на партијата. Рангелова беше председателка на жени на ВМРО ДПМН. Значи многу високо во хиерархијата. И се видите тие не се ВМРО, зашто бидејќи тие гласале за преспанскиот. А претходно, добро Димитров Димитров беше, меѓутоа Димитров не беше на листа на ВМРО ДПМН. Може бил учасник на ВМРО ДПМН, може бил праќен за амбасадор и така натаму, но не бил на листа на пратеници на ВМРО ДПМН. Велите никој од ВМРО ДПМН, 8 ви велам гласале за преспанскиот договор. 8 гласале за уставни реформи. И да не забораваме дека тие луѓе кој имал кривична, кој имал не знам, за пари бил жеден. Аме, нели комити сте? Постои една година ве праќа вама во Турција, во Анадолија. Нели ќе гинете за Македонија? Како сега со кривични пријави? Да говорам. Со кривични пријави ве убедиле да гласате за преспански. Еве обратно да ги поставиме нештата. Јас во овие минати 5 години што имам направено, за да не дојде до промена, да не дојде односно еве Заев да не дојде на власт. Та бомби било, та ова било. Заедно јас и ти имаме немал дел од тие работи терано против Заев да дојде и да се случи ова што се случи во овие минати 3 години. Како е вашето мислење за Ѓорги Иванов? Па јас го кажа во неколку наврати, чинам дека не одговори на позицијата, не можеше да се носи со позицијата председател на државата, впрочем, тој отворено застана за одредена криминална структура од партијата која што го кандидираше и за да и се реваншира едноставно го направи тоа што го направи под параванот, еве сите да ги под наводници за некое национално единство. Впрочем, мислам дека не остави посебен белег во текот на неговото нели 2 мандати кои што меѓутоа од друга страна па можеби беше подоследен на вршењето на функција отколку сегашниот кој што како поминува време станува се побезличен и побезличен од една страна, од друга страна се повеќе исто така се приклонува кон партијата која што го кандидирала. Стео Пендаровски беше секојаш интернет аналитичар. Ќе прочиташе на интернет и ќе се појавеше во медиумите да анализира. Тој бил секој Стео Пендаровски. И ако некој очекува дека Стео Пендаровски ќе покаже некаква длабочина на мислата, очигледно неговата политичка партија или јасно, вистина не знам кој очекувал. Секогаш беше јасен одреден кандидатите сегашни аналитичар, апаратчик, човек која нема потребната длабочина и мислам дека сериозен прагматичен политичар кој што во одредени ситуации им служеше и на структурите на ВМРО ДПМН и на структурите на социјалдемократската. Периноси варијанта. Па најверојатно така. Ако сакаме да бидеме, да го вулгаризираме. Коректни, ако сакаме да бидеме политички. Да, можеме политички коректни. Па и добро, вулгаризирање е малку, меѓутоа суштината е. Да не разберат гледачите. Има еден наслов. Повторно, Јове Кекеновски на листата на председателски кандидати. Бевте кандидат. Да бидете кандидат на ВМРО ДПМН на председателски избори. Да, бев се појавив на конвенцијата, иако во старт, знаете што, тоа беше, мислам дека повеќе храброст и желба да се покаже. Бевте спотер кандидат, као што беше Тодор Петров 2009 година, или имавте реални шанси да му парирате на Ѓорги Иванов? Значи, јас сакав да верувам на зборовите на Груевски, бидејќи јас претходно отидов во неговиот кабинет. 2014 се му верувале на Груевски? Не, сакав да му верувам, бидејќи и него му верувавте. Сакав да му верувам, да се разбереме. А и него му верувавте. Не може да му верувам него, бидејќи уште од самото негово доаѓање во партијата не имавме суде. Впрочем, јас ке ве потсетам, имам неколку колумни кои што пиша уште додека беше министер за надворешна трговија, па министер за финансии. Значи, нашето недоразбирање не потекнува од после председателските избори. Туку од самиот старт на неговото вклучување во тимот на Иако еден временски период сакавте да ги приближите ставоите, па почнавте Скопје 2014 да го фалите, ама кратко беше тоа. Знаете што? Краткорочно фалењето на Скопје 2014, јас и денеска велам дека има. И сега го фалите? Значи вака да се разбереме, јас го фалам Скопје 2014 бидејќи доби еден
посебен лик градот Скопје, а сигурно бев еден од првите кои што го критикува и го критикува во делот на криминалот кој што е сторен, за кој што овие социјалдемократи толку време велеа криминал, така да не осудија, дури и ги амнестираа за криминалот оние од ВМРО ДПМН кои што ги имаат сторено криминалот. И добро, сега вие изгубите. Да се навратиме на она. Изгубите од Ѓорги Иванов. Не, да се навратам. Губите од Ѓорги Иванов. Да, губам од Ѓорги Иванов, меѓутоа губам на една диригирана, само да вика, на една диригирана конвенција, бидејќи со самото мое излегување од кабинетот на Груевски во тој период, за по неполн час веднаш се појавија неговите прислужители, почнувајќи од тогашниот министер за финансии Ставревски и дузина на пратеници, па дури и свештени лица кои што се потпишаа за поддршка на Иванов. Тогаш беше во старт јасно дека штом вака почнува, штом раководството на партијата цврсто се определува за еден кандидат, дека ќе изгуба. Дури бев во дилема дали да се појавам, меѓутоа очигледно мене не ми недостасува храброст, сега се појавив на таа конвенција и добив огромен аплауз. Најголем дел од оние кои што доаѓаа на гласачките кутии, тоа можете да го проверите, има луѓе кои што уметнички впечаток оставивте. Оставив сериозен впечаток и доколку ја следите снимката, ќе видите дека ставовите кои што тогаш сум ги застапувал се принципилни и денес ги застапувам. Од друга страна, делегатите на конвенцијата беа луѓе кои што беа променети, најголем дел од нив во последните 2 или 3 дена беа променети, беа ставени сигурни и лојални лица кои што ќе бидат сигурни дека ќе гласаат за Иванов. И наспроти тоа им освои 10% од гласови. Може би не е многу, меѓутоа доволен доказ во времето на најголемата моќ на Груевски да покажете дека некој во партијата размислува со друга глава, има спротивни ставови од вашите. Сега да не испадне дека многу ве фалам или дека ви дам поголема тажина од тоа што имате. Па и треба и да ме фалите, реално, ако говорите, треба да ме фалите. Па ќе рече тоа се 20 години другари, едниот го фали другиот. Па ние во нашето другарство си имали и амплитуди снимали. Имавме две тврди интервјуа. Имавме повеќе од јас на дека. Да, две тврди интервјуа. Дали 2014 година, една од клучните години во ВМРО ДПМН, вие се кандидирате нели на таа конвенцијата, бевте против кандидат на Иванов, дали може да додат во друг правец работите? Значи 2014 година ја споредам со 2003 година. 2003 година 25 мај е оној конгрес во Охрид кај што се бира нов лидер на ВМРО ДПМН помеѓу Маријан Ѓорчев и помеѓу Никола Груевски. Многумина велат тоа е конфликт, тоа е судар на ДАНС од Бугарија и на КОС од Србија. Така. И дека после 2003 година КОС на голема врата повторно се враќа влага во ВМРО ДПМН. Дали 2014 година може беше последниот обид да се направи нешто во ВМРО ДПМН да може да се спаси таа политичка структура, бидејќи дојдоа бомбите, па дојдоа на целосно распаѓање на структурата, па губење на изборите 2017 година, па бегство на Груевски во Будимпешт и така натаму и така натаму. Па да не биде дека многу се фала, меѓутоа јас сум сигурен доколку конвенцијата на ВМРО ДПМН беше честна, односно доколку делегатите на конвенцијата има слобода на избор и доколку победе, верувајте дека ќе се променеше целокупната и политичка состојба во државата, меѓутоа и во самата партија. Зошто го говорам тоа? Затоа што они знаеа со кој човек имаат работа, и Груевски, и Мијалков, и сите тие околу нив. Второ, не беше Јове Гекеновски да беше председател, немаше да ни се случи да ги заштитува криминалците во своите сопствени редови, во својата партија во која што подоста тие се приклучили. И оттаму целокупната, дури ќе побарав нивна јавна одговорност и верувајте дека ситуацијата немаше да дојде до ова дереже денес. Гекеновски, па тие тоа го знае. Па го знаеа некој не слуша 10. Тие бара. Некој не слуша 10 или 20 или 10. Тие бараа човек кој што утре ќе ги амнестира. Тоа впрочем и се случи. Па тоа и го реализира. И затоа велам дека доколку бев немаше да се. Па тоа е аболицијата на Ѓорги Иванов. Така е, повеќе од јасно. Тоа е покренала и шарената револуција. Знаете, ако некој слуша, ако некој слуша исправноста на мојата теза и на ова што некој слуша 10 или 20 илјади луѓе, а на крајот и тој самиот е слушан, па бомбите му ги пуштаат во јавноста, тој слуша за да има контрола на процесите. Зашто сака да има контрола на процесите? За да може да ги користи процесите, да може да ги користи луѓето. Го одбра овој несреќен Ѓорги Иванов, кој исто беше дел на СДСМ структурата, како велат голем дел од СДСМовците, им бил професор, им бил тренер на тие тренинг обити што ги имал СДСМ, и тој на крај се обиде да ги амнестира. И историјата тргна во еден сосема друг правец. Тука апсолутно се согласуваме и е во потполна согласност со ова што го говорим. Дека доколку бев избран,
на таа позиција, сигурно дека ќе победев на изборите, меѓутоа тогаш ќе има голем проблем во мојата матична партија, оние луѓе кои што ја криминализираа партија. Победи таа стара југословенска структура. Па, може би така да се рече, луѓето кои што повеќе знаете, ВМРО ДПМН отиде во една крајна насока. Ако на почеток имавте луѓе кои што повеќе кон Бугарија, кон истокот, одеднаш се промени целокупната таа структура, имате луѓе кои што повеќе гравитираат или имаат симпатии према Србија до крај стоеше за Груевски. Значи до крај Србија беше. Сигурно дека стоеше за Груевски. Вие дури имавте текст, еве сега нели почна повторно судењето за 27 април. Србија зошто сега? Facebook статус посветен на тоа што се случи на 27 април и вели дека може да се дојде одредени информации во тој ваш Facebook статус за вмешаност на Србија, на највисокиот врв на Србија во населен упад во државните институции на Република Македонија. Па тоа го видовме сите апсолутно го видовме со упадот со Живалјевиќ, Горан Живалјевиќ, главниот човек на еден од Вие понатаму смете дека Србија има извршено упад во државните институции на Република Македонија на 27 април. Како сега ви го дефинирале? Меѓутоа дека била запознаена со целокупното случување на сето ова и дека структурите на ВМРО ДПМН соработувале со одредени структури, разузнавачки структури од Србија, повеќе од јасно. Впрочем, она што се случуваше во собранието не можеше да биде спонтано собирање на граѓаните. Тие спонтано се собираа и претходно, меѓутоа очигледно сето она што го слушаме низ доказите и снимките, впрочем јас сум сигурен дека тоа ќе покаже и самото судење на овие кои што се организатори, иако за жал главниот организатор, идеолог, инспиратор на сето тоа ќе биде далеко од не ќе биде достапен нели на правдата. Херојот во папучи, така го Херојот во папучи, повеќе од јасно, секој сум говорил, повеќе од јасно дека сериозни разузнавачки структури има учество во сето тоа и видовте што се случи, имате жртви, имате луѓе кои што понесени од патриотизам, од тој така наречен лажен патриотизам, еве ќе скапуваат по затворите по 15-18 години. И еве го делот Нефтим Клетников, кој предизвика такви реакции во македонската јавност, а се однесуваат на неговите средби или средба со Ѓорги Иванов, онаа средба кај што се разговарало да се побара интервенција на Русија во Советот за безбедност, најавата или ветувањето на Ѓорги Иванов кој го дал, а не го реализира, значи Ефтим Клетников една до 2 минути на тема Ѓорги Иванов и дали ги изневерил нивните очекувања. Вие сметате дека Ѓорги Иванов апсолутно не е на висина, додека се уште е председател на Република Македонија? не го даде тоа, бидејќи инсистира русите да го даде. Значи Ѓорги Иванов да покрени иницијатива во Советот за безбедност на Обединетите нации, можеме ли да објасниме? Обединетите нации да покрени иницијатива да се врати нашето име, бидејќи е неправилно ликвидирано. И дека русите би застанале за една таква иницијатива. Русите го бараат тоа. Го бара од Ѓорги Иванов. Да, па се разбира. И Ѓорги Иванов не прифаќа. Па не прифаќа, јас ги имам информациите изворно. Вие сте имале средба на таа тема со Ѓорги Иванов? Имав со амбасадорот. А со Ѓорги Иванов имавте средба? Да, пред да се случи тоа, ние бевме македонски манифест. Кој македонски манифест? Кај него и го прашавме најсериозно, кажавме дека темата на нашиот разговор е тоа, дека последната шанса нешто да се направи, да се исправи тој геноцид, да се врати името е тоа, бидејќи русите го бараат тоа, се разбира, ако русите го постават тоа и Кина стои до нив. Две членки на Советот за безбедност. После и други се. Знаете што значи тоа? Бидејќи нормално тие не скокаат Русија така наслепо. Нормално да имале подготвено цел документација, правен механизам за тоа. Вие знаете како се кај нас правокриминално одвиваа работите, со купување на пратеници, со уцени, со неуспешен референдум, како се тоа одвиваше со притисоци, Меркел доаѓаше овде, доаѓа некои силни американци. И што ви одговара Иванов? Да не избегаме темата. Иванов рече категорички дека нема проблем, ќе го даде. Ние го прашавме што треба да направиме манифестот. Собирајте потписи. Собравме Така вие почнувате потписи да собирате? Да. Врз база на сугестии и препорака на Иванов? Преку интернет 10.000. Се јавив јас во Австралија и таму 10.000, 15 собра. Значи сите ги излажам, испадна лажго.
Значи ви бараше да собирате подписи, ви даде подршка Да. и не побара Совето за безбедност или него постои прашањето пред Совето за безбедност? И нормално, знаете вие, кога беше он во Русија го примија како крал, Путин го прими на највисоко ниво. Црквата Му руска, рече, црквата руска да. го одликува. Да, мислам дека и на Ломоносов му даде одликување. Мислам дека почесен доктор, ако не се Почесен лажам. докторат, па Путин му рече културата ни доаѓа од Македонија, дека изворот на руската цивилизација од овде. Значи му Па намести... бугарите збесна и на крајот тој ја откачи Путин и Русија и македонски манифест и македонскиот народ. Најбезобразно. Јас сум многу луд. Тоа е за мене велепредавство. И јас не правам разлика меѓу него и Зоран Заев. После тој гест него. Треба да биме честни. Имаше тамо преку 95%, да не речам 99% од луѓето кои протестира од честни патриотски Повеќе од јасно. побуди. Повеќе од тие јасно дека е тие така. луѓе треба да ги оземеме од нашата анализа. Значи тие не влагат во ова наша Значи, анализа. не Тоа се говориме, честни вака, не македонци, говориме честни македонци кои се сака државата. не сакаат да дозволат на таков начин, Така е. на таков начин да дојде на власт Социјалдемократскиот сојуз со ДУИ. Така е. Значи тие се честни патриотски структури, били- најголем дел од нив. И били велам управо. од овие што се И били- осудени. и били управо. Биле во право, така. И името се смени, и Тиранска платформа се реализираше, значи тоа за што протестира најголем дел. Да бидеме од уште македонките повеќе и во македонците право. бе управо. Ефтов, да бидеме уште повеќе во право и подоследни, бидете сигурни дека тоа што им го понуди Социјалдемократскиот сојуз на ДУИ, тоа истото им го нудеше во позадината цело време и Груевски. Немој да бидете сигурни дека тоа не го прави. Впрочем, вратете се на оние огромна сума на пари кои што ги даде владата на Никола Груевски, каде што се говореше околу проширувањето на рамковниот договор преку анализа на неговото спроведување. Впрочем, беа вклучени таму и американците и тогаш за прв пат се говореше за проширување на границите со употреба на... Тоа беше преку кабинетот на Муса Џафери. Така е. Со Питер така е, Феј, беше со Питер. Со тоа што Заев Феј, отиде уште повеќе од еден сето од- тоа и од- се случи тоа што се случи. Питер Фејт ја правеше таа студија. Да, така Еден е, од така е. архитектите на рамковниот договор. Така е, Човекот што ги вадеше нели терористите од во оние автобуси. Значи, од Тиранската платформа постоеше во една, би рекол, 90% форма И и во во време времето на на Груевски. Груевски. И на Груевски со тоа што овој даде уште малку поголема, нели, слобода, односно поголемо проширување на границите, на рамките на Охридскиот договор и не се случи тоа што не се случи. Да го оспоруваме на Уставен суд да не реагира, односно не е уставен, тоа е политички суд. Бидејќи ги контролираат кај уставните што суд. Ѓорги Иванов имаше контрола. Кај што ВМРО ДПМН имаше контрола. Па имате, не, знаете што, не Значи, само во најголем дел ВМРО ДПМН мнозинство еден дел, во тој- еден во дел тој мандат Иванов имаше. ВМРО и Да, има еден дел, Ѓорги Дуи Иванов. има, Дуи сега има еден дел и така. може да ги оспорат, да ги вратат на потоа. Повеќе од јасно дека Апсолутно. може. Значи сите Повеќе. тие акти може да се направат. Знаете што, не треба да размислуваме, тоа е најголемата грешка. Без разлика која политичка партија го предложила. Значи тој мора правнички да гледа, Да. односно да гледа Нема да да сме живи. професионално. Нема да сме живи, јас и вие дека тоа почне така да функционира Па, Република тоа е Македонија. жално. За жал, тоа е работа која е толку тешко достижна. Може би полесно ќе достигнеме Швајцарија во економски развој, отколку да очекуваме дека некој во Македонија ќе може да размислува и да делува слободумно без диктат и налог на се партијата. додека овие политички партии, и едните, и ВМРО ДПМН, Курто и Мурто, и Мирко и Славко. Социјалдемократскиот сојуз, функционираат на ваков начин. Едноставно ние не можеме да имаме држава. Ја разорија државата. Впрочем, Ја разорија. не можете вие вака, не можете со амнестирани, со аболицирани лица, со обвинети, со осомничени, со арами и нивни прислужници Со уценети. да правите закони, со уценети лица. Со Не уценети. можете да правите вие држава, уште повеќе да говорите ќе спроведеме владење на правото. Па тоа е апсурд, тоа е навистина смешно. Кажете ми, во која држава во светот вие имате луѓе амнестирани, аболицирани, осомничени, обвинети да учествуваат во донесување на закон за јавно обвинителство? Гледате ќе носи. Ја одлучуваат судбината на тие што ги гонат или што треба да ги гонат. Таа структура. Каде го има тоа? Таа структура околу Ѓорги Иванов, која може би стоела во позадината на 27 велите разузнавачки структури, имаше тамо нели размена на СМС пораки, фотографии, снимки помеѓу Горан Живалјевиќ и Синиша Лексовски.
сега доминира до Министерството за внатрешни работи. Наке Кюлев, Синиша Лексовски, така натаму. Значи, таа структура не само што не е санкционирана, туку е унапредена, е временски политички рехабилитирана. Тие се уште во игра, тие се уште во функција. Навистина едниот избега во Турција, со купчена информација и со полна актен ташно што се вели информација безбедносно разузнавачки, меѓутоа таа структура имате во Грција избегнали. Имате во Грција 20 имате еден во Будимпешта, значи Еден во ние сме Будимпешта, како село без куќа. Таа структура која не е санкционирана за 27 април и понатаму ровари во Република Македонија. Акција на кокаин пробива, банани од Италија, крушопек и така натаму, лаверита, орце, камче, бомби. Значи тоа се структури, господине Кикиновски, видите. Не треба да име наивни. И доаѓа една струмичка структура која влезе во марихуана ко дете умр малат, која влезе во марихуана ко дете умр малат и се ние збориме за правна држава и владење на право, 500 евра плата. Толку сега се на поте граѓаните на Република Македонија. Мора да им се понуди една честна и чиста политичка опција на граѓаните на Република Македонија, за да конечно не бидат слуги. Боро Малборо го фаќа. Боро Малборо, градоначелник. Јасно ми е, вас мислам дека исто размислуваме. Боро Малборо го фаќаат, нели, па го слобода тамо за шверцо со така, цигари. условно осуда. И сега има лиценца за марихуана. Мислам си извинувам. Каде оди ова, Кикиновски? Ова не води никаде. Имате ли представа каде ова може да оди? Тие не само на почеток што го деформираа системот, туку потполно го руинираа целокупниот систем. Вие денеска немате освен еден-двајца луѓе кои што се колатерална штета и на едните и на другите, да одговара за своите злодела, да одговара за целокупниот криминал. Па вие на очиглед на целокупната јавност имате човек кој што јавно побарува рекет и при тоа е ослободен од страна на судиите. Значи судиите, јас често пати говорам, тие верно им служат, им одговараат. Мислите на Зоран Заев? Мислам на тој што го кажав претходно, значи во ова судиите едноставно само го менува адресот и им служат на интересите на политичките лидери. А знаете ли кој му беше еден од адвокатите на Зоран Заев? Во тој случај со рекет? Не знам. Тони Менкилски, еден од главните играчи сега. Беше во тимот. Беше во Тони Менкировски е момче кој што подолго време во умрlo, да помине, меѓутоа нели како адвокат сигурно. Беше во тимот на Зоран Заев и сега еден од главните играчи, може беше кандидат да биде министер за внатрешни, министер за правда, може би начело на јавно обвинителство. Така функционира курто-мурто системот. За жал тоа е вистина и така функционира целокупниот систем. Значи не е изолиран случај Никола Димитров. Кој се шантра колада со дупната гума. Колада со дупната гума. Кога говориме за тие недоследности и непринципилности, имате голем број на адвокати кои што учествуваа во шарената револуција, па после се појавија бранители, се појавија како бранители на луѓето против кои што протестираше шарената револуција. А овие од шарената револуција сега се потврди националисти од овие што беа во ГДОМ. И тоа шарена револуција беше обична измама за македонскиот народ, се со цел нели да дојде одредена гарнитура на власт, повторно на еден манипулативен начин и да прави така како што прават претходните. Го снимавме и Сотир Костов, исто вако облечен, како член на Комунистичка партија на Кина, 4 интервјуа снимени, 4 во иста гардероба. Ви кажав на почетокот на емисиите, сите се снимени без малку во еден ден, да се направи еден колаж на различни политички мислења, за да можеме да доловиме целата таа политичка анализа, кој може да победи на следните избори. Сотир Костов, едно брутално интервју, сега 1 до 2 минути. Следниот четврток или следната недела, целото интервју со Сотир Костов. Добро вечер, господин Костов. Добро вечер. Како сте? Добро, фала на прашање. Колку да трае интервјуто, колку би сакале да трае интервјуто? Вие сте домаќин, Васко, вие ќе одредите. Па не знам дали по време ве плаќаат или по парче од гостување на интервјуто и брањење на Ниту едното, ниту другото, никој не ме плаќа. Ликоте на делот на ве обвини дека ве плаќаат бидејќи сте го бранили ликот и делото на за да се обвинување треба да има докази и аргументи и те молам, ти си сериозен новинар. Па извадија паричка тамо, фина паричка ви извадија дека сте земале хонорарчиња и така натаму. Не е тоа, така. Не е така малку. Неточно, тоа е дејноста на комитетот, претходно комисијата што ја водев за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, па комитетот, и ако забележавте, има резерви, оперативни трошоци, вакви трошоци, материјални трошоци. Колку места парички сте Само одманав. Ама по колку основи? По основ плата и екзистенција. Плата и хонорарчиња. Ама Васко, истражи и најди.
Сега, Господин Костов, целата емисија тоа ќе ја правиме. Не, Истражи и најди. Видите, господин Костов, Вака, ти ќе ме чуеш сега. Ќе истражиш у владата договор, ќе истражиш у министерство договор и тогаш да разговараме. ги објавија за тие пари Ким Ил Сунг ќе го бране од Јужна Кореја, односно Северна Кореја. За таква паричка и Сонг ќе треба да го браните. Каква паричка бе? За ова пара, како извадија хонара 120 или 120 или 120. Ма нели гледате писатели умешуваа, па универзитети други умешуваа. Васко, Ким Ил Сунг за таа пара некој ќе обрани. Многу скоро јас од институциите ќе набавам дали имало такви договори или не, докази и ќе објавиме. Те молам на темата да поминеме на Ќе емисија. поминеме. Значи само да сте земали од две места пари, Не, како плата и како хонорари. не. И тоа се сериозни пари. Овој на Северна Кореја лидеров ќе го браните за тие пари, а не Никола Груевски. Нит го познавам, нит Груевски сум го бранил, јас политики и проекти бранам. Кој е овој херој во папучи кој глуми девица? Тоа го пишувате и во вашите Facebook статуси и во изјавите. Кој е тој херој во папучи кој глуми девица? Наивец. Никола Груевски. Па повеќе од јасно на кога. Толку имате лошо мислење за Никола Груевски? Па за треба да имам добро мислење после не знам, сето тоа, после сето тоа што и се направи на Република Македонија, после оној воспоставен режим, после она автократско владење и со партијата и со државата, после сите оние провизии што ги слушнаме што се земени, за треба да има добро мислење некој во Република Македонија. Не Јове Кекиновски, дали воопшто некој треба да има добро мислење. Може да има добро мислење оние кои што дебело се нафатирале од него. Ама како што гледам, како мине времето, се повеќе и повеќе и тие го откажуваат Може ли симпатија. поранешен премиер кој е така обезбедуван 24 часа 7 дена во неделата да избега од огнен прица центурот на Скопје без договор со тогашниот премиер Зоран Заев и без да има било каква комуникација со можеби едниот премиер Христијан Мицкоски. Може ли да се случи една таква операција во Република Македонија без разлика дали помагале американци, британци, руси, маđари и така натаму, Христијан Мицкоски, Зоран Заев и Никола Груевски да немат елементарни информации што ќе случи, да не комуницираат меѓу себе, да не се договарат помеѓу себе. Дали е воопшто можно тоа да се случи? Апсолутно дека не е можно во една ваква ситуација. Повеќе од јасно дека не само што знаеле нашите власти, туку тоа е и со помош на други разузнавачки служби целокупната операција. Сигурен сум дека тука освен унгарската служба учествувала и српската служба, поготово при неговиот, ако е точно она што е рутата по која што поминувал, бидејќи цело време се говори, наводно го обезбедувале нели српските разузнавачи. Од друга страна, останува нејасно како се остава толку простор да се јави на издржување на казната, 3 или 4 дена, не покренуваат ниту една процедура согласно законот и наводно ќе прават големо истражување, односно нели јавниот обвинител покренува истрага за сето тоа и до ден денеска немаме ние релевантни показатели, информации, јавноста не знае како се случило бегството и кои се одговорните. Испадна дека нема одговорни за неговото бегство. Ова е поголема срамота, ниту имало, ниту ќе има. Не само што нема одговорни, туку министерот за внатрешни работи во чиф мандат станува технички премиер. Не само што не е одговорен, туку е напреден, станува технички премиер. Ја води и во моментот ја води владата на Република Македонија. И од тука како можете да им верувате и на едните и на другите? Како можете да не верувате дека не постои дил во позадина? Очигледно е, сите знаат тоа што го сториле, очигледно се договараат околу поделбата на пленот, околу украдените, оно што треба да се украде. Па 6 месеци тие преговараат пред Заев да ги обиви бомбите. Така е, според значи, кажувањето на Груевски, тие негде август, септември 2014 година имаат првата средба, бомбите се објават февруари 2015. Значи 6 месеци тие преговараат околу бомбите. Кога веќе сте ги ваделе овие нели мои статуси, да имам што сте пишувале. Да, имате можност ве пратам, следам, снимале можност да извадите еден статус кај што сега да не испадне се фалам прв реков, каде што јавно кажав, доколку се договорија во 4 очи Груевски и Заев околу прислушуваните разговори, односно доколку се испазарија, јавноста немаше да слушне што и како се правило во Република Македонија. И ние треба да бидеме среќни зошто тие не се договорија. Воспротивно, иако тогаш не се договорија, тие подоста се договорија во една друга варијанта, која што можеби ги чини едните и другите поскапа, меѓутоа во принцип факт е дека постои договор. Тој нереализиран договор се реализира подоста во текот на владењето на гарнитурата на Тај.
Како вика на времето, македонската политика е болна и затоа многу доктори или многу лекари се учесници или се политичари. А ако попови влегуваат во политиката, што ќе се случи со македонската политика? Првиот човек на Интегра, Лјупчо Ристевски, во интервју за емисијата во Центар, на тема што ќе се случи после надпреворот Македонија-Косово, кој треба да се игра за 2 или 3 недели во Република Македонија. Ова е само еден дел, 2 или 3 минути од тој интервју, 30 минутно интервју со Лјупчо Ристевски, кој во четврток, наредниот четврток или наредната недела ќе ги емитуваме во емисијата во Центар. Утре ќе има или не знам за 2 или 3 недели надпревар помеѓу Македонија и Косово. Јас се прашам кој ќе биде домакин ако се игра во Скопје или во некој од другите македонски. Кој ќе биде домакин во Република Македонија? Ќе има повеќе албанци од Македонија што ќе навиват за Косово или македонци кои ќе седат дома и покрај телевизор или на Facebook ќе плюкат како еве не сме ја зачувале државата. Кој ќе биде домакин? Косово или Македонија кога ќе се игра во Скопје, господин Ристовски? Тоа е многу сериозно прашање, но и тоа е надпревар од сериозно висок безбедносен ризик. И само на неколку десетина дена пред избори. Мислам потенцијална бомба. Така е, потенцијална бомба за да и мислам дека тензии. Така е. Мислам дека тоа може да биде и увертира во одлагање на изборите на 12 април. Овие политички партии мене не ми имаат убедено дека они размислуваат за државата. Значи зборам СДСМ, зборам ВМРО, зборам ДУИ. Они све ќе направат дете од мајка ќе продадат. Јас во неколку наврати говорам дека пред непосредниот влез на Македонија во НАТО, Македонија ќе биде соочена со сериозни безбедносни ризици. Ова е една потенцијална опасност која што може да експлодира како бомба во дадениот момент. Знаете дека во Југославија војните почна на фудбалски надпревар. На Максимир, Црвена звезда и Динамо Загреб. Јас можеби верувам дека професионалниот дел на безбедносните служби се спремни за овој предизвик, но не верувам во политичките елити кои што можеби ќе сака да направат некој сценарио и игра во однос на тоа. И да завршиме како што е редот со Јовје Кекеновски, кој е носител на интервјута или на целата емисија. Интервјуто со Јовје Кекеновски го финишираме. Еден дел од интервјуто ќе кажеме или ќе презентираме во следните емисии, дали во четврток или во недела. 35 минути од интервјуто со Јовје Кекеновски емитуваме во оваа емисија, значи завршуваме со Јовје Кекеновски. Јас и вие сме Заев и Груевски. Не можеме никој да нема да предпоставиме. Не можеме никој. Одберете вие дали сакате. Далеко, не сакам ниту еден апсолутно. Хипотетски. Нема, тоа е деградација, верувате. Значи хипотетски. Може ли Груевски да избега надвор од Македонија, да избега во Будимпешта без договор со Заев? Не. Па јас тоа го кажав дека повеќе од го кажав. Значи има направен договор со Заев. Значи на Заев можеме да му препишеме се и се што. Не е елоквентен, необразован, многу малку знае теоретски за политика и така натаму, но не можеме да му одречеме дека нема и троштина во себе. Повеќе од јасно дека има и трошна и тока на еден убав, на еден народски начин со смеење, со хих и хака, успева да го покрие сето она кое што му недостасува во делот на политиката. Да сте вие Зоран Заев и да преговарате со Груевски, за Груевски да замени во Будимпешта. Тогаш веројатно ќе преговарате Груевски на чело на ВМРО ДДПН да донеси негов наследник кој ќе биде слаб противник на Зоран Заев. Тоа е логиката на политички договарања, на политички пазарања. Замислите, вие се договарате со Груевски, зборам Заев се договара со Груевски, Груевски бега од Македонија и носи на чело на партијата мокна фигура која ќе го пореси Зоран Заев. Кај е тука бенефитот? Знаете што, доколку ВМРО ДПМН имаше еден чесен, еден лидер кој што ќе се оградеше на време од сите овие злосторства, дури ќе побараше нивна одговорност и немаше да се обкружи со луѓе, токму на тие кои што го од луѓе на оние луѓе кои што избега и тие кои што го поставија, верувајте дека ВМРО ДПМН имаше 100 пратеници во една ваква ситуација. Апсолутно. Меѓутоа, кога имате еден ваков лидер кој што постојано калкулира и манипулира со сопственото членство со граѓаните, во позадина се договара како може да он функционира кој Јонче да ги тронче. Нешто само рачуна таму анкети, само нешто смета, пресмета математички. Очигледно, според математичката страна не му е добра страна. Според математиките, таа е повеќе очигледна за граѓаниве на мене тоа. Според математиките на Јонче Дигитронче, Гордана Селјановска сега требаше председател да биде. И ние всушност не го имаме Стево Пендаровски за председател, тука имаме Гордана Селјановска според математиките на Јонче Дигитронче. Сигурно мислам дека вашиот лидер што збора. Не, повеќе ако имате емотивни тегоби, јас се извинам што ви предизвикувам емотивна болка. Па може би кога ќе напуштам емисијата, може би ќе имаме емотивни болки. Видите, господин Кекеновски. Значи и Христијан Мицковски, и Гордана Селјановска, и во првиот, и во вториот круг на председателските избори, на нивните гласачки места, значи во улицата кај што живеат,
се поразени од Стојпенаровски. Значи, нивните комши не гласале за нив. Да не ги цитирам бројките, ги Добро, јас ги немам тие податоци, меѓутоа верувам дека е така. По нивните улици, значи нивните комши не гласале за нив. И сигурен сум дека е така. Значи некој направил. И бидете сигурни дека ќе биде така и на престојните председателски, на престојните предвремени. Што очекувате вие на тие избори? Па очекуваме една тврда борба. Валка на ДПМН ја прокоцка шансата со овој лидер да победи убедливо и конечно во историјата да со едно честно, чисто раководство, оградено нели од сите злоупотреби, сите злосторства кои што беа направени, да конечно создаде една современа македонска национална држава, држава на, да не бидам сватен погрешно, ние си ја сакаме државата, меѓутоа држава на сите граѓани на Република Македонија, каде што секој ќе го почитува уставот и законите, каде што нема да имате селективна правда, каде што правдата ќе важи и за оној кој што украл 300 ќебапи и за оној функционер од ДУИ или од ВМРО ДПМН или од Социјалдемократскиот сојуз кој што на сиве овие години само ја подкрадуваат, односно ја крадат државната каса се за лични и партиски интереси. Ова беше емисијата во Центар, верувам одлична емисија, да ми верувате кога ќе ви кажам дека одлична емисија, не се гледаме идниот четврток, 22 часот, до четврток, во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.